По одиграни 21 надпревар во втората македонска фудбалска лига, две екипи се издвоја на врвот од табелата, но во секој случај до крајот на проснатите 9 кола ќе гледаме неизвестна сезона кога се во прашање местата кои водат кон првата лига. Македонија, Ѓорче Петров и Башкими се издвоја на врвот од табелата и го делат првото место со по 48 освоени бодови. Овие две екипи ја водат борбата не само за директен влез во елитата, туку и за шампионскиот пехар во втората лига. Башкими е во најдобра форма бидејќи има 5 од 5 на последните 5 меча. Брегалнец на третото место на табелата со 44 бодови или во бараж зоната за можен влез во прва лига, но сега Арсими кој е четврти со 42 бодови прави сериозен притисок кон штипени за третото место и баражот. Овие 4 екипи ќе водат борбата за местата кон прва лига, а Арсими кој влезе во серија со 3 победи во низа сака да се наметне и за директен влез во првата лига. Брегалнеца сега има 4 бодови негатива од првите две места кои директно водат кон елитата, но дополнително им е загрозено третото место бидејќи Арсими има 2 бодови негатива од штипени. Веднаш пресек на табелата со оглед на тоа што Сасе и Охрид го делат петото место со по 32 бодови. Детонит, Плочковица, Скопје и Кожув имаат по 31 бод, а пак Беласица се веше во трката и за петото место со 28 бодови на своето конто. Победа за сега до некаде е сигурна, но ќе мора да бара триумф со цел да не го загрози директниот опстанок, бидејќи Прилепчини со 22 бодови се наоѓаат на 11-тото место со 6 бодови над бараж зоната. Новаци и Вардар неготино влегува во резултатски кризи и ќе мора да бараат излез од истите веќе од следното коло. Двете екипи имаат по 20 бодови, се наоѓаат на 12-тото, односно 13-тото место на табелата. Осогово сега е со реални шанси за директен опстанок. Тимот од Кочине забележа важна победа над Борец и се наоѓа во бараж зоната со 16 бодови. Само 4 помалку од зоната за директен опстанок, каде што е Вардар неготино и Новаци. Борец е во зоната за директно испаѓање во трета лига со 10 бодови, предвележени многу тешка мисија за опстанок, а во тешка ситуација за опстанок е и Вардарски кој е последен со 8 бодови. Во сабота се играат надпревари до 22-то коло, каде екипите